Општина Карбинци е единствената општина во регионот која од Комисијата за заразни болести и Министерството за образование бара одобрение за настава со физичко присуство. Согласно протоколите и насоките од Комисијата за заразни болести, ние максимално ги испочитувавме сите овие работи и тоа мора да кажам дека последниот збор ќе го има Комисијата. Одлука донесе и Советот и денес го препративме барањето до Министерството за образование за од 1 до 9 одделение за сите 420 ученика да посетуваат физички настава. Барањето доаѓа по направената детална анализа на бројот на ученици и просторните можности, но и консултациите со родителите. По спроведената анкета од страна на училиштето, најголем дел од родителите или повеќе од 90% се одлучија да нивните деца посетуваат физички настава во училиштата. Доколку одредени родители се умеѓувреме предомислат, ние како училиште и како основач сме спремни и онлайн настава да држиме за оние ученици кои што нема да бидат физички присутни на наставата. До сега до Министерството има пристигнато 36 барања за настава со физичко присуство и истите поединечно ќе бидат разгледувани. Сепак, еднаш донесеното позитивно решение не значи дека ќе биде и конечно. Секако дека училиштата се спремаат и сите оние кои што поднале за физичко присуство и за онлайн настава, заради тоа што велиме епидемиолошката слика може да се менува и е динамичен процес, така да многу ни е важно да сите они и бидат припремени за онлайн настава. Училиштето Страшо Пинџер од Карбинци има превземено активности со цел да ги исполни условите за реализација на двата типа на настава: онлайн за ученици кои ќе реализираат настава од дома и настава со физичко присуство на учениците во училиштето. Информираат од Страшо Пинџур. Во Карбинци има едно централно училиште и 9 подрачни со вкупно 450 ученици.